Заменик помошникот на американскиот државен секретар за европски и евразиски прашања на САД Хојт Брајан Ли денеска треба да се сретне со претседателот Иванов, новоизбраниот претседател на Собранието Џафери и со лидерите на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Лидерот на Дуј Ахмети по средбата со ЈИ изјави дека новиот претседател на Собранието ја има поддршката на меѓународниот фактор и дека таа реалност треба да ја прифати ВМРО ДПМН. Дел од приведените учесници во насилствата во Собранието, кога беа претепани пратеници од парламентарното мнозинство, вчера беа спроведени на сослушување. Меѓу приведените се ДХ од Прилеп, поранешен припадник на лавовите, осуден за двојно убиство, кој според СДСМ го повредил лидерот на партијата Заев, како и лицето кое со држач од камера ја удреше Керинска во главата. 7 од 15 осомничени се приведени, при што за 14 се бара притвор, а за 1 мерки за претпазливост. Синдикатите и издруженијата кои ги штитат работничките права за денеска напладне најавија протест на кој ќе бидат истакнати нивните барања до властите. Подписниците на повелбата за солидарност на синдикатите и на издруженијата за заштита на работничките права испратија и првомајски проглас во кој се вели дека нема демократија без социјална правда и економска рамноправност.